Од првите денови на сцената како дете, до зрела актерка која денес суверено владее со театарот, филмот и едукацијата. Публиката ја памети уште од детските емисии, како умни глави и како водителка на звон. Денес како дел од ансамблот на турскиот театар во Скопје. Нејзиниот талент е препознаен и награден со бројни признанија, меѓу кои се извојуваат и наградата на Војдан Чернодрински. Таа е гласот на омилената хероина Биби од светот на Биби. Во ово издание на Тренинг со говорник е Слагена Вујошевиќ. Добре дете. Добре најдев, повторно. Повторно, после 3 години, баш правев рекапитулар и сватив дека изминале 3 години од како бевте во ова студија. Во меѓувреме успеавте да докторирате во Истанбул. Па мислам дека и тогаш имав, и тогаш имав докторирано. Како се прешалтавте од македонската театарска сцена со изминатиот период кој неколку години живеевте и работевте во Турција, поточно живеевте во Истанбул? Па лесно. Лесно бидејќи ме пречека турскиот театар во Скопје со широко расширени раце. Така што некако тоа што го изучував во Турција, го совладував јазикот, креирав ликови на турски јазик, ми се овозможи да го продолжам многу лесно во турскиот театар во Скопје. Баш штом докторирав, всушност се отвори конкурсот за вработување во турскиот театар, на кој што се пријавив и ме избра. Македонски размислувате, турски сонувате? Би рекла дека сонував турски и размислував турски додека живеев во Турција. Во последниот период, веќе се поминати доста години, не сонувам на турски, не размислувам на турски, за жал. Имам прилика да играм на турски во турскиот театар, меѓутоа се друго е на македонски јазик. Една актерка, многу таленти, како успевате да се трансформирате на сцената, во филм, во исто време сте и едукатор? Мене од секогаш ми било предизвик да создавам ликови за различни медиуми. Мислам дека тоа е убавината на нашата професија. Да се предизвикуваме себе си да правиме различни работи. Пред се, нели, како актер имаме прилика да играме различни ликови, меѓутоа тие ликови поинаку се прилагодуваат на различни медиуми. Така што можноста да создавам и во театар, и пред камерите, и пред микрофоните за позајмување на глас во анимација е нешто кое што сум многу благодарна што ми се случува и се надевам дека уште долго ќе ми се случува. Од друга страна, да се испитува оваа професија од другата страна како предавач е уште еден голем благодет, преку кој што истовремено многу учам. Иако, нели, улогата е да предаваш знаење, сметам дека многу се учи, бидејќи таква е и професијата, мислам, тие часови не се класични часови на кои што професорот застанува и само зборува. Напротив, тоа е еден континуиран процес на заедничко растење, во кое што јас многу растам како предавач. Внука на турчин, растена во Сарај, како гледате на предрасудите кои за жал се уште постојат во македонското општество? Знам дека во Истанбул сте имале цимерка, босанка, која била со шамија. Таа случка која што ја раскажав на еден друг разговор, мене ми беше едно голямо откровение за мене како личност. Јас во тој момент сватив дека и јас имам предрасуди. Јас сметав тотогаш дека не е возможно јас да имам предрасуди, бидејќи сум од едно толку мешано семејство што и сум растена со сите култури, со сите јазици. Така што навистина верував дека не е возможно јас да имам предрасуди, барем не кон религиската припадност, кон етничката припадност, кон различниот од тој аспект. Таа случка мене ми укажа дека за да се впери прстот во другиот, мора првен да се впери кон себе. Мора првен себе си да се преиспитаме,
што можеме да направиме подобро, ние, и тогаш да бараме од другите да прават нешто подобро. Тоа ми беше една голема лекција, од која што многу научив и ме поттикна да гледам отворено кон се, дури и кон негативното, затоа што и негативното до некаде има извор од каде потекнува, а тоа никогаш не е од само злоба. Тоа е некогаш од недостаток на љубов. Како е да се влезе во тугите приказни? Многу возбудливо. Ми се чини дека со текот на годините разбрав дека оваа наша професија е, знаете како, на почетокот кога започнував како млад актер, сметав дека јас сум во центарот на се, дека јас сакав да настапував, сакав да се покажам себе си, сакав луѓето да ме наградуваат со аплауз и тоа ми беше клучно како млад актер. Но како што изминуваат годините, ја сватив одговорноста што стои зад оваа професија. Ние сме гласниците на тугите приказни. Јас повеќе не сум изворот од кое што течат приказните, туку јас сум каналот низ кој што се раскажуваат тугите приказни. Ако претходно се хранев од сопствената тага, од сопствената фрустрација, од сопствената болка, па и среќа и љубов, сега се повеќе сакам да верувам дека сум подготвена да го исчистам сопственото тело од моите емоции, за да бидам еден канал низ кој што ќе поминат тугите приказни. Ние сме сведоци на една глобална тага, која што е непресушен извор, за жал. Сведоци сме на приказни кои што мораат да се раскажат, мораат да се слушнат. И сакам да верувам дека како актер тоа е мојата задача. И дека затоа Од каде извира таа тага што велите, глобална тага? Таа извира од се во ова што се случува околу нас. Таа е една универзална тага која што е резултат на сите овие војни кои што се случуваат околу нас. Ние мораме да бидеме гласници на денешново време. Ние мораме да бидеме не смееме да бидеме откинати од тоа што се случува околу нас. Јас морам да ги тргнам настрана своите состојби, за да можам да ги раскажам тугите приказни. Вујошевиќ интервју е новата представа во турскиот театар, каде играте една од клучните улоги. Психолошка драма што отвара прашање за моќта, манипулацијата, амбицијата. Која е денеска цената што луѓето се спремни да ја платат за успех? Ова е навистина многу интересна тема, која што ја обработивме под режисерската палка на Александра Кардалевска и под перото на Ону Розџан. Текстот е инспириран од Гронхолм метод, еден шпански текст, меѓутоа е буквално препишан и е комплетно прилагоден на денешното време, на овие ликови кои што денеска не обкружуваат. Мене ми беше многу тешко да си признаам дека во одредени фази од мојот живот и јас сум некој од тие ликови. Јас имав период од животот кога мојата кариера беше пред се. Јас го запоставував својот приватен живот, запоставив многу приватни настани по цена на тоа да успеам во тоа што го креирам и создавам. И тоа ми беше овој проект ми беше едно огледало пред се за себе. За среќа не е тоа до таков еден степен. И за среќа би рекла дека овие ликови кои што ние ги создадовме со Хакан Даци, Јеткин Сеза и Реџена Псамет, моите колеги во представата, за среќа ние немаме вакви луѓе во нашето обкружување. Јас барем би рекла за среќа немам вакви пријатели, немам вакви познаници воопшто. Јас морав да изгледам многу телевизиски серии и филмови кои што ја обработуваат оваа тема, па дури би рекла и многу политички емисии, за да можам да ги отсликам, да го отсликам ликот во представата интервју. Меѓутоа, да, од една страна и ме соочи со некои мои предизвици во животот. Така што, дефинитивно ова е една представа која што ги обработува длабоките фрустрации на индивидуата во желбата да припадне, во желбата да биде во едно заедништво, па какво и да е тоа,
Значи, таа една човечка потреба да бидеме дел од групата, во случајов да бидеме дел од една голема корпоративна фирма во која што нашиот квалитет ќе се истакне, па и по цена да газиме преку живи тела. Колку денес сме подготвени да одиме толку длабоко за да стигнеме до целта? Газиме се пред себе? Сигурно има такви луѓе, јас би сакала да верувам дека не сум таква. И се трудам секојдневно со своите постапки да не сум таква. Едноставно сметам дека и самата наша професија не учи да бидеме големи емпати, а кога си емпат, едноставно тоа е невозможно. Следите тренинг гостинка во емисијата Слаѓана Војошевиќ, актерка од Турскиот театар во Скопје. На фестивалот Војдан Чернодрински ја добивте наградата за главна женска улога за улогата Констанца во представата Амадеус на Турскиот театар. Пред да влезете во студиото, рековте дека овие 2-3 дена сте слободни и не знаете што да правите со себе? Да, бидејќи толку ви набиена агендата со изминатиот период беше навистина бурно. Извадивме 2 премиери во многу краток период. Едната е оваа што ја споменавме, интервју под режија на Александра Кардалевска, другата е Љубов во розови влечки на Јеткин Сезаир. Во многу краток период се случија 2 представи. Имавме неколку гостувања, гостувавме во Будимпешта, на фестивалот Митам 2 година поред, гостувавме и на Војдан Чернодрински и 2 година поред земавме награда за најдобра представа од публиката. Многу случувања, изминатиот период заминав и во Крањ, бев избрана како представник на Македонија на платформата Reacting as a Star. Така што ми се случија многу работи во краток период и сега наеднаш од како ја дадовме премиерата и сега викам што да правам следно. Во Амадеус, како се прилагодивте на сценариото? Би рекла дека ова ми беше една од поедноставните улоги да ги создадам. Пред се ми беше голема чест да соработувам со Андреј Цветановски. Ние се знаеме уште од студентските денови со Андреј Цветановски. Неговиот татко мене ми беше професор и многу драг професор, за жал покоен Владо Цветановски. И од секогаш сум сакала да работам под водство на Андреј Цветановски и само ми се докажа дека тој се развива во еден извонреден режисер како што минуваат годините. Така што процесот беше многу лесен, би рекла, многу гладко одеа сите работи. Направи извонреден кастинг, имав извонредни партнери на сцена. Ќе ги издвојам Селпин Керим како во улогата на Салиери и Јеткин Сезаир во улогата на Амадеус, со кој што ми си главно повеќето сцени како Констанца. Со такви партнери и под водство на таков режисер е навистина многу лесно да го дадеш максимумот од себе. Дали со секој нов лик растете, созревате, осознавате нешто ново? Да, и некако верувам дека нема никакви случајности тука, некако сите улоги што ми се случуваат токму во вистинскиот момент. Во моментот кога треба да научам нешто и за себе, и приватно, некоја животна лекција, буквално. Со Констанца беше така, бидејќи станува збор за лик кој што безусловно го сака својот партнер и прави се за тој да успее. Во мојот приватен живот, од друга страна, бидејќи мојата професија е јавна, тука бил секогаш мојот партнер за мене и безусловно ми се давал за да јас успеам во својата кариера. Оваа улога некако ме потсети дека тоа мора да биде двонасочно. Од друга страна, ова нова улога која што се создаде во интервју, пак ме соочи со некои своји лични стравови за тоа колку е професијата важна и дали е толку важна за да се стави пред најблиските.
Така што секој проект како да ми се случува во вистинското време кога сум подготвена да ги научам животните лекции. Што ве прави денеска среќна, а што ве вади од кожа? Ме прави среќна тоа што го имам овој благодет континуирано да работам и искрено го посакувам ова на сите млади колеги. Имаме многу млади колеги во земјава кои што го немаат тој благодет и го кажувам ова со голема тага затоа што мислам дека е навистина неправедно. Имаме многу таленти, така што истовремено тоа што мене ме прави многу среќна и ме вади од кожа. Тоа што не подеднакво се дадени услови за сите млади, талентирани луѓе да го реализираат својот сон. Колку денеска во реалниот живот луѓето глумат? Многу. Сите сакаат да бидат глумци. Многу. Како се справувате со стравовите во животот? Од што најмногу се плашите денес? Пред се учам да ги прифатам стравовите, пред се да ги освестам, бидејќи сметам дека има многу зацкриени стравови кои што ме кочат во животот, ме кочат да го дадам најдоброто од себе. И сите тие скриени стравови пред се пробувам да ги освестам, а потоа и да ги прифатам. Да прифатам дека е во ред да имам стравови. Секој страв е врзан со надеж, секој страв е врзан со желба, така што секое освестување на стравот ми го менува фокусот кон тоа што го сакам. Благодарам за издвоеното време и за гостувањето во издание на емисијата. Благодарам многу на поканата и секогаш ми е многу пријатно кај тебе. Благодарам. Македонската актерка Слагјана Вујовшевиќ, гостинка во ово издание на Трилинг.